Веќе 70 години НАТО се грижи за безбедноста на земите членки и низините граѓани со континуирано прилагодување на новите предизвици. Значи продолжува да се обезбедува кредибилната и ефективна превенција и одбрана, додека се поддржуваат националните и меѓународни напори за справувањето со пандемијата. А НАТО сојузниците продолжуваат со меѓусебна поддршка во справувањето со COVID-19 и стојат еден до друг во суштина во оваа солидарност. This forum is important because it is intended to discuss topics closely related to NATO and the Euro-Atlantic values and the way they are reflected in the curricula and content of formal education in the Republic of North Macedonia and its neighboring countries, and inevitably to also discuss the apparent need to better promote those values across NATO, its member states and partner nations through the formal educational system, but perhaps also through other possible channels. Вакви проекти кои помагаат да се подигне свесноста на одредени целни групи, но и пошироко на населението и на сите граѓани и во образовниот процес за НАТО се многу потребни, многу корисни, затоа го поздравувам овој проект, го поддржуваме како влада на Република Северна Македонија и очекуваме дека во иднина ќе продолжи да се спроведува во интерес и во корист на сите. Мотив на Гаус институтот како фондација која помеѓу другото поддржува трансфер на знаење беше тој прагматичен пристап да научиме за едно ново семејство во кое припаѓаме. So, Euro-Atlantic values, what are those? We can name just few, there are a lot of course, but the most important, freedom, democracy, good governance, rule of law, individual liberty, peace and stability, functional market economy, and what we realized in this pandemic, it is also solidarity. Висок научен пристап е кога во курикулумот се нагласени сите тие содржини и искуства за кои општеството смета дека се вредни и значајни да му бидат понудени на ученикот во воспитно-образовниот процес. Значи, суштинско е значењето на образовните процеси во сите нивоа, почнувајќи од предучилишното, потоа основното, средното и високото образование и секој надградбата, магистерски, докторски студии кои што ние ги имаме на филозофскиот факултет, во контекст на тоа како да се приближат сите оние специфики на овие институти за кои што зборувавме и поготово да се стави акцент на вредностите кои што се суштински, кои што се буквално речено тој идеал кој што е основа за моралната надградба и моралните сознанија на младите. Врз основа на тие вредности тие потоа го креираат нивниот начин на размислување, нивните размисли, мисли, но и нивните дејанија. И во контекст на тоа, затоа велам, треба во реформираните, не само во рамките на граѓанско образование, и во реформи кои што понатаму би следеле во рамките на курикулумите на другите предметни програми, да се имплементираат содржини кои што ќе подразбираат креирање на европските вредности, објаснување на она што значи Европска унија, објаснување на институциите во Европската унија, што значи НАТО во буквална смисла, но и кои се задачите и улогите. И на тој начин ние можеме само да изградиме вредносен систем, односно не маргинализирање, напротив, етаблирање на вредностите, кои што се колективни вредности, развивање на таа колективна свест, надминување на евроскептицизмот и вредности кои што ќе подразбираат да се надминат сите оние стереотипи и предрасуди што ги имаат младите кон овие институции. The key word for today's conference is education in the context of NATO. But not less important is the education in the context of the European Union. That's why I would like to suggest concrete steps. I would suggest that we, the neighboring countries, North Macedonia and Bulgaria, develop a program of massive exchange of educational programs on all levels: school, universities, postdocs, everything.
So talking about school system and about education, we see that it is very important to educate young people, even children, about let's call it media literacy. How they can recognize that something is maybe strange in the news they read, because this information very often tackles our emotions. It triggers some emotional feeling, and then it becomes it's giving birth of fear, which is actually a mean of undermining democratic values in society. It creates divisions in a society, and that means that it creates security challenges. Before, we talked about invisible enemy, talking about the virus, but now the fight against disinformation and this society that is divided among itself, it is actually starting to be, let's call it visible enemy. So when we talk about crisis, we don't talk about only pandemic, but we also talk about infodemic, because it highlights this false information that spreads. And one of the lessons learned out of this crisis is the need to clearly differentiate between the various forms of false or misleading content. As I said, it is very important to implement these things into the educational system to make people aware of these new threats that are going on. Ние како општество со Министерство за образование и наука како стручна институција мора да најде начин тоа да се толку професионализира и на овие теми да се одговара преку така наречени национални асоциации, професионални тимови. Тоа значи дека ако се има јадро на општествени науки, кои што можеби внатре ќе влезат повеќе научни дисциплини, тоа тело во подолг временски период систематски ќе работи на кои теми ќе влегуваат, со кој степен, со која длабочина на знаење, кои се нашите очекувани резултати. Денешниот настан е во рамките на проектот Let's Learn About NATO, кој што кажавме дека е поддржан од одделот за јавна дипломатија на НАТО, и овој се надовршува на претходните наши согледувања, бидејќи видовме дека кај младите има интерес да учат за НАТО. Но вообичаено тие се информираат од социјалните и јавните медиуми, нивните родители и некои само мотивирани наставници. Ваквата ситуација е плодна почва за дезинформација, како што наведе на почетокот колегата Марија. Всушност, најмладите можат лесно да станат целна група на хибридната војна против НАТО, што често се води со ширење дезинформации на разни теми поврзани со НАТО, на социјалните и на некои јавни медиуми. Затоа го иницииравме овој проект, беше прифатен од одделот за јавна дипломатија со цел да инициираме дискусија за промените во формалните наставни планови и програми за основно и средно образование во Република Северна Македонија, со цел да се обезбедат поголеми информации на учениците за тоа што е НАТО, кои се целите и активностите на НАТО, но и придобивките од членството во НАТО. Како дојавме до овие материјали? Како долгогодишни членови на Асоциацијата на наставници по историја на Македонија, исто така и активни членови на Европското здружение на професорите по историја, ние се обративме до нашите колеги од сите земји на Југоисточна Европа и со нивна сесебна поддршка добивме голем број на материјали кои што ги користат тие во секојдневната работа.
Република Северна Македонија, односно нашата држава. Тука можем да кажем дека историјата на НАТО пактот се изучува само во оние завршни години на основно и на средно образование. Тоа е дел од наставната тема на светот по Втората светска војна, односно блоковската поделеност. Истата се појавува во завршните години на општо гимназиско образование како стратешка цел во евроатлантските интеграции на нашата држава. НАТО пактот, тука би кажал, само би спомнал дека во завршните години на основно средно образование, исто така во средните стручни училишта и во завршните години на гимназиското образование, повисоко поставени цели се судираат и кај нас и во Република Хрватска, меѓутоа и во многу земји од регионот. Значи, сосема е доволно одбрана годишната возраст, завршни години и на основно и на средно образование, со цел да се свати поимот НАТО и со цел да се стекне до одредени знаења, да се стигне до одредени знаења за НАТО. Овде би додал дека ги зедовме Република Босна како една покарактеристична држава, составена од два етнитета, односно Босанската федерација и Република Српска, идентични, исти, во завршни години и на средно и на основно образование. Можем да кажем само дека исклучок прават во цел овој наставен план и програма, односно во сите овие наставни планови и програми кои ги разгледавме досега, Македонија, Хрватска па и Босна, составот на католички училишта во Босанска федерација, каде што на предметот образование за демократија, НАТО се изучува како составна компонента од развојот на демократијата и развојот на демократските процеси во цел регион. Значи, досега единствен искај ќе кажеме зашто католичките училишта во Босна и Херцеговина. Република Романија, основно образование во 8 клас, средните стручни училишта, 11 и 12 клас. Посебно се потенцира дел од 1989 година, односно по развојот на демократските процеси и промени на Романија. Кај нас и во споменатите држави кажавме дека во крајната година на основно образование, тука го има и во 8 клас, меѓутоа го има и во 9 клас основно образование. И истиот се повторува и во 10 клас, средно образование и во 12. Република Косово, тука добивме материјал од колегите од Косово на 4 наставни јазици. На слайдот што гледате пред вас е на турски јазик, меѓутоа ги добивме идентични. На наставниот предмет Историја и цивилизација се изучува во завршните години на основно и средно образование. Ова е за Република Бугарија. Би спомнал дека многу поквалитетна изработка на учебниците и материјалите кои ги користат. Конкретно го одбравме ова е слайд со кој според годините кои се адаптираат овие наставни содржини, крајот, например, на основно образование 13 или 14 години, многу лесно се објаснува и многу лесно се постигнува целта. И мора да се спомне дека во Историја и цивилизација како предмет кој се изучува во Република Бугарија, опфаќа малце посеопфатност, како во смисла опфаќа поширок спектар на теми од општествениот, секојдневниот, културниот па и уметничкиот живот и се изучува во сите 4 години во општо гимназиското образование. Република Србија, овде ќе кажам дека идентично со земјите од регионот, завршни години од основно и завршни години на средно образование и прва или втора година во средните стручни училишта. Меѓутоа кај нив има два моменти или три кои можеме слободно да ги спомниме во нивните учебници како се изучува НАТО пактот. Едниот од нив е во темата Југославија по Втората светска војна. Исто така имаме изучување на НАТО пактот во контекст на судирот од 1990 година, тогаш Србија како дел од СР Југославија. Истото се повтори нагоре, завршни години на основното образование и во завршните години на средното образование, како и во средните стручни училишта. Единствено имаме тука делот каде што по самостојувањето на Црна Гора, НАТО пактот представува едно од главните евроинтеграцијски цели која денес е и остварена од страна на Република Црна Гора. Пред нас е наставниот план и програма кој можем да кажем дека е еден од пообширните во регионот, посеопфатен, нешто слично на предметот Историја и цивилизација во Република Бугарија, со поголем опус на опфаќање, поголем спектар на наставни содржини кои ги нуди, меѓутоа мора да го споменеме и дидактичкиот пристап,
она што е за нас важно, како се стигнува до тоа знаење за НАТО. На крајот останува нашиот јужен сосед Република Грција, која заради карактеристичната поделба на образованието, можем да кажем, поделена е во 3 фази, се изучува и од во делот на општа историја, меѓутоа во делот на националната историја. Конкретно се изучува во делот на незиното формирање на НАТО пактот и незиното пристапување или во учебникот по историја за 6-то одделение од основно образование. Во 3-та година гимназија, средно училиште на часот наречен социјално и политичко образование. Ова е втор ваков случај кој го стретнуваме, настрана од случајот на Босна и Херцеговина. Во учебникот по историја за 3-та година гимназија и исто така во лицејското високо средно образование, НАТО пактот се изучува во периодот на студената војна. Наставниот предмет историја и останатите предмети и НАТО е нешто што ќе се задржам неспоследно по повторно ќе дадам збор на колегата Трајковски. Овде од оние материјали кои ги добивме од колегите, она што ни беше нас доставено, како извор на ова кратко истражување, ви реков, НАТО пактот се споменува и изучува на предметот граѓанско образование, единствено во делот на евроатлантскиот процес, односно евроатлантскиот пакт на земјите од регион. Нешто што е карактеристично од скокнуваат блиски предмети до предметот историја, образование за демократија во Република Босна и Херцеговина, како што кажав, и социјално и политичко образование 3-та година. As could be concluded from the study in the educational systems of the countries of the region, mainly the historical and the military aspects of NATO treated. This reflects the predominant perception among the populations across the member states and beyond of NATO as merely a military alliance. But the North Atlantic Treaty Organization was created upon the fundamental principles of freedom, democracy, human rights and the rule of law, shared by all allies. That's why I see NATO 2030 analysis and recommendations excellent basis for discussion among students. Имав привилегија да учествувам пред 3 години во реформите кои се однесуваа на граѓанското образование, изучувањето негово во 8-то, 9-то одделение и во средно, во новите наставни содржини, и можам да кажам дека на вистина ќе ви го покажам и учебното помагало кое што се изготви пред 2 години, кое што токму се однесува на граѓанското образование, каде што посебно има глава 6 кое што зборува за граѓанинот и светот. Значи, веќе во основно образование, во реформираното граѓанско, имаат можност учениците да се сретнат со на еден за нив својствен начин, прилагоден на нивната возраст, каде што можат да ги разрешат и моралните дилеми до кои што тие ги имаат во однос на овие прашања, каде што на многу пластичен начин се зборува за придобивките. Првата работа што кај нас треба да се направи е всушност креирањето на образовните политики преку професионалните тела кои што всушност треба да произлезат од Министерството за образование и наука, каде што континуирано ќе се расправи и воведуваат новините и потребите за учење на учениците. Треба особено внимание да се обрне на овие наставни програми и за основно, и за средно образование, па и на во високо образование каде што се работи. Би го поздравили истражувањето спроведено од професорите Веновски и Илио Трајковски, особено во аспект што ни се дава една слика, односно на ситуацијата каква е моментална. Да се гледа НАТО не само во темите за светот по Втората светска војна, каде што гледаме дека доминира и терминологија која што на некој начин треба да се напушти, а тоа е во смисла на блоковска поделеност, НАТО пакт во современи услови, би требало да се користи, значи, она што е алијанса, што е се навраќам точно на тоа, на тој проект, затоа што токму преку тој проект ние успеавме да покажеме идеја како понатаму може, значи, да се направи нешто и нешто што ќе биде функционално. И тоа не беше вметнато во наставни програми, во наставни планови, но ние сепак нешто направивме. Обично заклучокот би дошол на крајот, но јас ќе започнам токму од заклучокот. Затоа што
заклучокот е ваш. Ние, едукаторите, сме свесни дека треба да го почитуваме принципот на актуализација и како организатор на низа проекти, во кои што сум била организатор, во кои што сум била учесник, партнер, сум имала прилика да учествувам со многу колеги од нашата земја, кои што се професионалци, редовно следат и интегрираат актуелни теми во своите училници преку разни области, преку вклучување во конкурси, слободни ученички активности, проекти, и токму на таков начин успеа нашиот проект и успеа нашето почетно имплементирање на евроатлантските вредности преку проектот кој што го работевме во текот на 2019 година. Интересно е дека во првата фаза имавме 3 конкурси, на крајот добивме нашата цел беше без креирани одговори, значи без претходна подготовка, без учење што е тоа НАТО, како што кажа професорот, да добиеме одговори од учениците што е тоа НАТО. И сега како резултат на тоа, ние имаме една цела збирка, тука, еве сега ќе ви ја покажам, многу интересни одговори, содржи приказни, содржи дури една, да кажам, бајка како НАТО може да, како настанал НАТО. Бајка за настанокот на НАТО или легенда за настанокот на НАТО, што мислам дека за прв пат во светот може да се прочита во нашата книга, напишана од наши ученици од нашата земја и од нашето училиште од Почарацин во селото Ивањевци. Интересно исто така искази, еве ако сакате да ви прочитам еден дел, например, НАТО е фирма во која помага на сиромашните со донации. Ето така напишало едно детенце, потоа друго напишало големо здружение од корист на народот да помага и да дава парични средства. Имаме разни искази, тоа уште поинтересно може да се види во нашите видеофилмови, значи 8 филмови кои што се достапни на страната на Гаус институтот. Прекрасни се, интересни се, симпатични се. И со втората фаза веќе на проектот одевме со нашиот приречник 70 прашања, 70 одговори на НАТО, подготвен од страна на професорот Александар Пејановски и стручниот тим на Гаус институтот. Сега наставниците имаат задача да креираат игри, но не само што имаат задача да креираат игри, 26 или 29 финалисти чинам, од преку 80 апликации на игри беа избрани да го прикажат тоа на голем свечен настан во Битола. Такво шаренило, таква енергија, таква љубов, толку игри кои што се играат на подот, игри кои што се играат со картички, игри кои што се играат со слагалици, дигитални игри, сето тоа го креираат нашите наставници и многу беа интересни тоа што учествуваа градинките и учителите. Затоа што знаете, сепак темите и самите прашања, без разлика што имаја прилика да ги прилагодуваат на возраста, некои прашања едноставно се малку потешки за возраста, но нашите учители, едукатори, воспитувачи се сетија да го искористат, како се вика, нашиот речник на непознати зборови поврзани со НАТО и со евроатлантските интеграции, и токму со тој прирачник ние успеавме да направиме игри, слагалици, игри со карти. It's extremely interesting because this is one of the topics that is not very often covered either through the media or within educational system or elsewhere, or even, I would say, even in NATO. We are not speaking that often about such approach and such need. Ако се најде моделот на кој што сите треба да пристапиме интердисциплинарно, и како историја, и како социологија, и како луѓе експерти од областа на образование и мир, и од педагогија, тогаш верувам дека може да се направи еден сериозен, автентичен модел кој што ќе пристапи системски кон креирање на едни образовни политики со цел на создавање на генерации кои што ќе имат еден многу јасен светоглед. Верувам дека уште еднаш дадовме прилог кон јавната дискусија и дебата, ќе имаме добри заклучоци кои ќе придонесат кон градење на содржини за образованието, каде што токму тие стереотипи и субјективноста која била присутна досега низ образовниот процес, јас можам да кажам во високото образование,
колегите спомена дека е присутен и во наставните содржини во основно и средно, ќе дадеме похрабра можност и ветер во грб и на Министерството за образование и на Бирото за развој да развиваме уште други проекти од ваков тип и алатки и механизми за зајакнување на меѓусебната доверба и разбирање на населението овде во земјата, но и во регионот.